Почитувани гледачи, во продолжение на минатата емисија имавме еден многу добар прилог во врска со тревните семиња. Се надеваме дека ви се допадна, а сега можете да го видите и овој прилог каде што имаме интересни приказни во врска со тревните семиња и уште поинтересна приказна за изградбата и одржување на едно голф игралиште. Ако се прави тревник, навистина треба добро човек да се припреми. Едно е подигање на тревникот, пожелно е да повикате професионалец, ако ништо друго, бар сеењето да го направи професионалец, дури и со 50 грама на метар квадратен. Човек кој не сеел може да го потроши тоа пакување од 1 кило на 5 квадрати. И за останатите 15 да не му остане семе. Има професионалци кои еднаш ќе го направат и ќе го направат како треба. Второ, добро е луѓето да знаат што сакаат. Имаат викендица, тоа подразбира дека ќе одат секоја сабота, секоја втора сабота, треба да си одберат тревна смеса, дека ќе има што повеќе фестука рондинација. Инаку некоја сабота ќе отидат и нема да си ја најдат тревата. Проблемот е тоа што имаат тревник во куќа во која редовно се живее, во која имаат систем за полевање или имаат некој кој има време да го прави тоа на дневна база, се одберат од поубавите треви кои се уживање да ги газиш бос. На фестука рондинација која издржлива на суша баш и не е најудобна за боси стопала. На тој начин се брани од сушата. Позади добар тревник се крие страшно добар домаќин. Го спомнавме сеењето и изборот на семето. Не се завршува работа со полевање секој ден или 3 пати на ден или на 2 дена и косење секоја сабота, секоја втора сабота. Имаше еден куп мерки кои тревникот ги бара. Треба да се проветри, треба да се ѓубри, треба да се сузбиваат плевелите. Спомна дека за изградба на тревник неретко треба да се донесе и земја од страна, бидејќи нашата не е како што треба. Секое носење на земја од страна носи голем број на семиња од плевели. Нешто што неминовно ќе се појави во тревникот од семиња за кои газдата не дал пари. За жал тие дивите семиња растат. несакани гости некои. Растат побрзо од купечката трева. Поотпорни се на се. Постојат хемиски начини со кои можеме да се бориме, меѓутоа јас лично преферирам рачна борба против плевели, односно домаќин што ќе се наведне и со штрафцигер или посилен нож ќе ги извади од истото место еднаш, 2 пати, 7 пати. Краток совет, плевелите не сакаат често косење. Денешниве тревни смеси се направени од треви кои се, некако мрзливи. Добро никнат, но споро растат. И овозможуваат на собственикот баш и да не мора секоја сабота да коси, туку секоја втора или секоја трета. Плевелите не дозволуваат 3 дена после косење ќе пораснат 20 сантима и ќе се издвојат од тревното семе, од останатото. И да нарушуваат убавината на тепихот.
голф теренот има е составено од 3 дела. Така. Делот од кај што го за прв пат го маваат топчето, Така. таму е тревата пристојна, не е нешто најубаво. Пристојна е нормално високо косена, таму има камермани, има публика. Отприлика кој семења може да се таму посадени? Не било кој. Било кој со кој дома би си го правил тревникот. А што е разлика? Фестука рубра ќе има, лолиум перене секако ќе има, поапратензис не мора да има. Тие се големи површини, треба да се Што е со вториот дел од Вториот дел од тоа е помеѓу лансирното место и крајното место, тревата е многу груба. Не се коси редовно. Зошто? А добар голф играч ќе ја префрли. Така. Значи ова се Ако не е толку добар, ќе му се удави топчето во длабока трева. Така која нели они намерно не. Фестука орондинаце, може некоја фестука овина, било што. Ма историјата е во третиот дел. Таму 15 метри радиус околу дупчето кај што треба да погодат. Што се случува таму? Кој се За таму постои само една трева која ретко кога ја гледам во комерцијални тревни смеси. Тоа се треви од родот Агростис. Дали и таму земјината површина е слоевите се така подесени да може да расте специјално таа? Си видел од блиску како изгледа тревата околу дупчето? Не. Си видел билијардска маса? Да. Е толку е мазно. Е толку е мазно. Да. Отприлика е толку кратко и шишано. Толку и кратко и шишано. И дури и поапратензис, кралицата на обичните треви, не доаѓа во предвид. За тој дел од теренот, само фамилијата, само родот Агростис. Дали ќе биде Агростис теноис, Агростис столинифера, не знам дали имам слика. Семето е многу ситно. 100 пати поситно од семето на лолиум перене, 40 пати поситно од поапратензис. Или во бројки, тука имаме една табела и каже отприлика кои од овие растителни видови имаат колку семки во 1 грам. 1 грам е малку. Така. Овие кои доаѓаат во предвид за вршниот дел на голф теренот имаат 19.000 семки во 1 грам, 16.000 семки во 1 грам. Сеидбената норма кај овие треви не е 40 до 50 грама на метар квадратен како за комерцијалните. Нешто како 8 грама на метар квадратен, бидејќи има многу семки во тие 8 грама. Ако вие се рекордери со 19.000 семки, еве го неговото величество, англиската трева или лолиум перене, 500 семки во 1 грам. Тоа е еден нормален Тревеа поапратензис со скоро 4000 семки во 1 грам. Тоа што има 20-25% во добра тревна смеса за двор, за градина. Значи дека во принцип има повеќе семки поапратензис во незините 20% тежински удел, него што ги има семките од лолиум перене, кои често може и со 40%. Така. Неговите 40% се 400 грама во 1 килограм, 400 по 500, колку е? 20.000. 20.000, точно така. 20% по 4.000 се 80.000 семки од поапратензис во 200 грама од килограм. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.